сите, еве, помине уште една премиера, ме гледате малце чудно, брадата ми е предолга. Цело време си велам да ја избричам, да не ја избричам, ама веќе бесмислено станува, не е ни брада, коса веќе. Прв ден да немам проба, прв ден да немам представа, значи пауза и празници поминаја, 4 годишни времења се поминаја и дождо, и снего, и 300 работи, надворе хаос, кишкајца се. Прв ден да сум слободен, преморен сум, ќулама се релаксирам малку. Ќулама си направам некое мезе, нешто си припремив ево од Сабајле. Ево соговско биено ќе си сечам, малку лутеница и тоа е то. Ете, значи помина се, помина и премиерата, работевме со еден млад режисер од Израел, од Тел Авив, и таа и Доран се вика, дечкото. Текстот е на Ханох Левин, израелски автор ептен познат, детето сонува, кај нас за прв пат се поставува тој автор. Многу интересен беше процесот, за нас нешто поинако и човече, евреите се толку начитани, значи чудо едно, познавање, имат ептен, имат многу голема амбиција. Ние онака, мислам како ти кажам. Да, пак сам ти зборам за представата. За сношти. Ами еве едно соговско зедов биено, така мезе си правам од Сабајле. Јас ке ти направам гревец. Браво, тоа се вика жена. Знаеш кој си ја имаш, тоа е... Ајде, дечко. Фала. Рацете да си ги. Кажи ми на премиера како помина. Го беше супер. Тој ги чекам тие позитивни коментари, да ме величи, да ми го јача егото. Не бе се зафркавам, тај ми е најжесток критичар од сите можни. Да се мислев дали одма да почнам или да почекаш малце па после, а? Не, супер беше, ама имам ова што треба да си ги зборам. Да, а како помина онака? Убава е представата, супер. Интересно ти беше? Да. Има огромен базен, не знам колку тони вода има. Многу изгледа, визуелно е многу Многу јако. Да, значи направи ми ајде едно мезенце и ќе гледаме ова што бевме Германија. Чекај сега, сирење, лутенка, лепто, тие мезето? Толку, значи Сабајле, може печен лебот и плюс чај нешто. Или сакаш со ракиќе, ај ако не по едно ракиќе вапни. А сега што не ти се пие, ај ќе мане по една ракија. Ајде по една ракија пиеме, да. И секогаш има една ракија што има. И ќе гледаме од Германија кога бевме Михен и Франкфурт. Ајде, монтираше? Ајде, монтира и плюс монтира во цела гужва, да. Го бараме патот до еден мол. Шо е бе, маци, шо е пиле? Еве го, се движиме. Паси. Сега си поставуваме прашање, ако не беше овој мобилниот и овие апликации, како ќе се баравме? Исклучувајќи ја можност да комуницираме со германци кои што зборат само германски. Бараме како да стигнеме до H&M, Outfitters, Urban Outfitters, ова е моите омилените што беа од Михен, не знам али ги технува. А инаку овде и на црвено се врви. Кој ќе решиш да тргнуваш со другот, како во Битола. Исто е. А тоа е сега. А зелено е веќе. Не знам али знаете за германци дека многу една од карактеристиките дека многу сакале кисела вода и дека се мешале со вода, од Со кисела и седото се вика шприц. И шприцер викат се. Ама значи не само вино кај нас, вино например со киселава, шприцер. Не, све е со киселава. Ама ти ги ја гледаш ти ова на ке се движиме или јас да преземам? Супер сме. Натаму издаѓа треба да оди. Ете, тој 3 секунди го фати телефонот и ние правиме 3 погрешни метри. Не движи се. Татко седиме дома, татко ми вика, сине да видиш како беше порано, вика. И порано немаше работа, знаеш. А сега, вика, сега влези в такси, влегваш такси, си вози таксито, ми викаш, брат, од тука до Бајро, носиме. Вика, ова возиме ти од мене гратис. Викам, оти, магистрирав. Точаците на секој чекор има да ги знаеме тише. Да бе, и со кредитни картици. Овие не се ке хотелот се сведе. Така си ја врвиш кредитна да и си печеш. Снимаш? Да. Што сакаш да кажеш? Ајде, кај се наоѓаме. Кај треба да излеземе горе, вајде? Есне е долу вамо? Меморија риба. Ама се препуштам на тебе. Супер, да.
Ова е колегата во Германија, стендап комичар познат, Марио Барт. Не, Марио Барт. Сепак одиме долу. Не сме точно сигурни кој S отима S1 куп. Мене може така ми да комплицирано, а може и предноставно. После 25 минути одење. Шовика 1.22. Се наоѓаме на главната железничка во нашата близина. Значи, сепак ние сме за ова што е главната градска. Франкфурт ХБФ централна, да. Купивме тикет за двајца, и за 5 души става, така? Да. 11 евра кошта, цел ден кај сакаш. Со све. Што ќе ти текни за возење, со све. Ми дарувариме низ Франкфурт. Ај, да ми ја свириш, Зелка ти има пошури 300. После тоа, ние се запиеме викинге јаја. Еве нашата станица. Еве Анчето е спремна за даровари. Многу практична работа, Ние човек. цел ден ова ќе го изговариме. Цел Да. За да не си исплатат тие 11 евра што ги дадовме. Ова е звукот на Турција во Франкфурт. Знаеш дека ме потсети на Минхен, кој излегавме? Колку милиони турци биле во ова? Не знам многу. Ете, не позна одма. Се наоѓаме на едно площадче тука во Франкфурт. Операцијата е успешна. H&M пука. Заедовме дуксерки, тренерки. Денето го безбедивме од 2 до 4 години. Па јас со едно палто, онака, малце да освежи. Опа! Ама си го кладов многу дума. Со здравје, си го носиш? Хала! Одиме Starbucks. Дај го готово кафе. Ќе уживаме сега. Што брошманци? Чуваме и кафе чорба, ама го обожавам. Ова кој е средно, што е големо, е прашањето сега. Че капнах малце со шопингов. Даровариш многу по шопинг и стварно пренапор. Да допрам чорбата само. Само ще MacBook ми фаја. Си земам. Еден ден. Само ради дизајнот. Ништо друго. Мене дизајнот уствари ме возбудува. Топ дизајн има човече. Да. Сериозно? Се најде. Има да не се врати. Ако да нема везе, култура е. А? Да. Па тие што имат MacBook продат од радост. Сега ти види. Знаеш, мама ти е зепам да се седи, фокусирана е, стегва надолу, наврата ги начеква обшивките по тренерки со чорапи од озгора облечени, спремни и вака малце. Ајде, ти одиш, еве на присуди, ајде, оди. Малце по Джеймс Бонд атмосферата. Пипава? Да. Бо неверојатно е стварно. Јас што не се разбирам од игри. Ова уличе е стварно многу интересно. Се наоѓаме во оваа продавницата за играчки за деца, уствари ние сме најголемите деца тука, што уживаме во секој детал. Прејако е. Прејако. Еве театарче мало за со кукли. Јас тука сум. Еве се наоѓаме во едно тука за мафини, за благи работи, за кровни. Видиме дечат сега само што скекам во редот. By the way, германците мислат дека тие ги измислиле кровните стереотипи, заради тоа што тој ги измислил американец, што е нормално само тие благи стегат крај.
Имал германско презиме. Тоа била цела работа. Многу се дисциплинирани, чекат во редо и све како што треба. А надвор музиче си пичи. Свири еден тука распев. Ние сме избегли тука од Балканот, тука Ѓурѓевдан, јас видим. Браво, само не се 1,80. форсирај да не ти се сложи. Да се форсирам, вакви 8 можам да манам без око да ми трепне. Еве ги. Ајде мали. Треба да се пушти видеото и да се сподели по интернет, да пише македонец, во центарот на Франкфурт ја пееше македонско девојче и ја свиря. Ајде да се супиш и така емоција. Значи тоа се тие мали градови во градови, така наречени молови. Се има внатре во потрага сме по Сатурн, тоа веќе сме тука во она. Беше NBA играта уличната за Sony PlayStation. Како на флипери што беше на времето ако ти текнува. Оти се тресиш да разбораш за играта. Су малку превозбуден, не знам али ќе ја најдиме. Како не, сега ќе ровариме Ако 2 најдеме ќе сати. е преако. Се наоѓаме покрај оваа кула што и да е часовник или како и да е. Банки. И покрај овие банки, да поснимаме малку банки. Оти ова се последни тренутци во центарот на Франкфурт, утре си бегаме. Тоа е то. Анета е среќна и е спремна за Македонија. Јас барав една игра, тоа е онака улична кошарка, како што игравме ако ти текнува на флипери, ама нова. Се врати како покака неа. Заради тоа што ја немаше, а воедно имаше некоја друга што кошташе 60 евра и нема шанса да платам толку. И така да, тоа е тоа, ќе ја чекаме кој ќе излези, може не е излезена, не знам што да кажам, поима немам. Купуваме сега и ништо. Ќе видиме. Тркнеме од пица, која најдеме да ја купуваш. Ја вежбат, кој ќе праша попот, дали ти невесто ќе го земи жедот за маш, таа да речи, да попе, ќе го земам. Да не се збуни да не речи попе да го земам. Оти тоа е душичка. Да резимираме. Помина денот беше прилично напорно и прилично захтевно. Купивме еден куп работи. Значи нашите луѓе, пријатели, најблиски, чеда, фамилија не очекуваат подароци. Не баш сите, ама барем најмалите ќе добијат по нешто. И така одиме да се припремаме, да спиеме и утре сама да тргуваме за Македонија. Јас оставам в Скопје уште 2 дена, Анета ја депортираме директно во Битола. Заради тоа што во Битола едно меќе мало ја чека. И Маша се разбира. Еве имаме уште 2 станици на нашата станица, патуваме со метрото, трамвај, воз, подземе, не знам како да го наречам. Еве сме готово, заминуваме за Македонија, спремен е, еве Анета. Еве го авионот, со овој авион ќе патуваме. Сега си го видовме и куферот кај што Веле ладно. ладно камен. Не пушти, а вака да си избериме авион кај сакаме да одиме. Еве ознака Не знаат Скопје. што си имат работа. Авионот е спремен, небото е спремно, Ние сме спремни. ние сме спремни. Чао! Сексуално да општам врз твојата родова заедница. Фала многу. Ајде, Анче, на здравие. Ајде. На голова се вика. Да. Не дека ни се пријатели, ама Осоговски, ова што е биеното, го обожавам. Да. Епте.
Ајде сега. Се имат некое козио плюс сирење. Не обожавам. Сирење, обожавам. Како и да е, ние си продолжуваме со меѓето. Вие уживајте во неколку погледи кон Минхен или Франкфурт.